Скрти ночна црна, се рути капа мрак и петливо село пеат, и зората се зори, над капа кръв се мие и темнината пие силно светло ден. И побудете сермони, копачи и копачки под трудот црн народ, со мотика на рамо, за кока супа леп, по пътищата равни увни надио ден, да тргнеме и ние, страдалници од век. Помош на лицата со попреченост и поддршка на нивните семејства, нивна интеграција во општествениот живот, социјализација и помош при остварување на правата од социјалната и здравствената заштита, промовирање на сервиси за поддршка на лицата со попреченост. Ова е мисијата на Сдруженијето на лица со церебрална парализа. Формирано е на 12 септември 1997 година со седиште на улица Трајко Панов, број 22 во Велес. Членуваат 100 лица со хендикеп, од кои 60 од Велес и околу 40 од руралните средини и општините Чашка и Градско. Покрај лицата со хендикеп, во невладината организација членуваат и членови на потесните семејства, како родители или старатели. Во Сдруженијето членуваат и стручни лица како дефектолог, психолог, тренер за компјутери, правник, преведувач и слично. Мешовита е структурата на членовите. Според националната структура, 85% се македонци и 15% од останатите националности кои живеат во земјава. Според возрастната структура, 31% од членовите се до 10 годишна возраст, 31% од 10 до 30 годишна возраст, а над 30 години се 26% од членовите. 51% се жени и 49% се мажи, според половата структура. Сдруженијето не располага со постојано вработени лица, од причини што нема постојан прилив на средства. Покрај родителите, волонтираат и стручни лица, меѓу кои и психолог. Тој е особено важен како за децата, така и за родителите. Работата во Сдруженијето на лица со церебрална парализа не е само во контекст на проектот, туку е ретроактивно повеќе години уназад. На овие личности, како на болните деца, на лицата со посебни потреби, психолошка поддршка им е потребно и на членовите на нивните семејства, особено на нивните мајки. Во тој контекст, ние не само што им даваме психолошка поддршка, туку во самото здружение влада една синергија, една соработка, едно заедништво помеѓу сите членови. Улогата на психотерапевтот е да им помогне на родителите кои што се соочиле со најгорливиот проблем и кои што прво прашање кога дошло нивното дете на светот е зошто тоа ми се случи баш мене. Меѓутоа судбината е таа. Што понатаму? Можам слободно да кажам дека мајките на овие дечиња се мајки херои, затоа што многу реално гледаат на животот и на проблемот. Тоа се мајки борци, мајки кои што се борат, мајки кои што се премногу емоционални и кои на пиедесталот, на она што е напред во нивниот живот, го стават прво нивното дете. Значи, тие имаат и други дечиња, имаат сопруг, имаат свој личен живот. Меѓутоа, најнапред е животот на нивното дете. А фактички самиот нивен живот, личен живот, тие го посветиле на детето со посебни потреби. Често пати родителите доаѓаат до емоционални кризи, каде што психотерапевската поддршка им е навистина неопходна. Се работи со мајките, се дават посебни психолошки инструменти, како што е Корнел индекс, Гудинов тест, Маховеров тест и така натаму, и врз основа на тоа се спроведува адекватна психотерапија. Значи, зависи од проблемот. Може да се спроведе и индивидуална психотерапија и групна. Меѓутоа зависи од проблематиката, дали се работи за присуство на анксиозни тенденции, фобични, хиперсензитивни, депресивни, параноидни и така натаму, се спроведува адекватна психотерапија, која може да биде когнитивна, behavior, психоаналитичка, гешталт терапија, арт терапија и така натаму.
Во тој контекст, без користење на седативи дополнителни, се успева мајките колку толку да си го ублажат проблемот на кој наидуваат и да продолжат храбро понатаму да чекорат во совладувањето и надменувањето на тешкотиите, чекорејки низ лавиринтот на животот. Државата на сите поединци треба да им гарантира еднакво целосно граѓанство, еднаквост на можностите, слобода на избор и нивно целосно активно учество во сите области од животот на заедницата. Правата на лицата со попреченост се загарантирани во член 35 од Уставот на Република Македонија, како и низа декларации. Донесена е и национална стратегија за изедначување на правата на лицата со хендикеп во земјава и ратификувана е Конвенција за права на лицата со попреченост на Организацијата на Обединетите нации. Поддршката не треба да биде само декларативна. Лицата со попреченост имаат секојдневни потреби и имаат потреба од постојана помош. Моето дете има 14 години. Сега е моментално во специјалното училиште Маца Овчарова. Претходно беше во редовна настава во Кирил и Методи. Значи, Стојанче е дете со посебни потреби. Од неговата 7-месечна возраст се соочуваме со разноразни рехабилитации. Го носиме во повеќе центри од нашава држава. Физикални третмани се обидовме, дури успеавме да го однесеме во Народна република Кина. Иако вложивме превише во неговата рехабилитација, секако никогаш не е доволно. Се уште треба да се вложува. Него се уште му треба помош, значи не е самостален. Јас како родител би сакала да нагласам дека потребно е за овие деца рехабилитација да има во сопствениот матичен град кај што живеат, затоа што е многу напорно да се оди и да се патува. Еве јас конкретно редовно го носам во Скопје, во мајчин дом. Последен третман ни беше во Катланово на Бања. Родителите имаат потреба од институции кои што би се грижеле за нивните деца. Јас сум Оливер Панов, татко на 8-годишниот Кристијан, дете со посебни потреби, роден со хидроцефалус, правена операција на 1 месец после негово раѓање, дете со назад во развојот, кој што до негови 6 години не одеше на школа, мислам не одеше во градинка, не беше прифатен од нашите институции, бидејќи се водеше како потежок случај на дете со посебни потреби. Мислам дека треба за таквите деца да се отворат институции кај што ќе бидат згрижени тие деца, кај што ќе работат дефектолози, каде што ќе одат напред тие деца. Овие лица се со различна попреченост. Родителите сметаат дека образованието треба да се одвива според видот и степенот на попреченоста. Имаат потреба од домашна посета и поголема институционална поддршка. Кристијан оди во посебното основно училиште Маца Овчарова, каде што е во паралелка со други 3 дечиња. Сите деца се со различна попреченост и со различен хендикеп, каде што мислам дека за секој дете треба да има побашка дефектолози, да има вработени стручни лица кои што ќе обрнат посебно внимание спрема нив, бидејќи за него е потребно да има поддршка до него постојана, значи не може самиот ништо да работи, не може самиот да оди во ВЦ, мораме оне во памперси, мораме ние да го храниме, значи поддршката од нашата фамилија спрема него е комплетно целосна и е многу голема. Ни е потребна поголема поддршка и од институциите, каде што треба да се обрне внимание стрикно, да се преземе повише внимание за тие деца, каде што ќе ни испаднат нас во сусрет и со целосна заедничка поддршка, мислам дека можеме да направиме многу повише за разлика од тоа што можеме да го направиме самите. Сдруженијето на лица со церебрална парализа уште во 2008 година
беше иницијатор за донесување локален акционен план за лицата со инвалидност, кој беше ревидиран во 2012, а усвоен од Советот на општина Велес оваа година. Од формирањето на оваа невладина организација, досега се реализирани низа активности и проекти за подобрување на животот на лицата со попреченост. Мисијата и целта е да се даде поддршка на биолошките семејства на лицата со попреченост, затоа што тие 24 часа дневно се грижат за нив. Одговорноста да се има дете со посебни потреби во едно семејство е многу голема, затоа што треба буквално сите да се заложат за одгледување на едно такво дете. За да може нашето семејство да функционира, јас и мојот сопруг одиме на работа. За сето тоа време дома за Стојанче се грижи неговата баба, која е во поодминати години и сега следува фаза кога ние размислуваме кога ќе нема бабата, што понатаму. Како ќе функционираме како семејство, значи ќе дојде време дека треба да се откаже еден родител од работните обврски. Би било многу убаво на локално ниво да се оформат центри каде што ние родителите би ги оставале тие деца, да се грижи некој, да знам јас дека моето дете е згрижено, пресоблечено, најадено. И покрај попреченостите со кои некои лица се соочуваат, сепак дел од нив имаат оформено своји семејства, соодветни работни места, но сепак имаат и други потреби. Вања Ќулумова сега моментално е на возраст од 40 години. Родена е со диагноза церебралец и нејзиното патешествие се до 20-та година ни беше и многу болно и многу среќно, затоа што се трудевме на секој можен начин да најдеме лек за неа. Одевме низ цела Југославија, баравме сегдека. Девојчето до 5 години не можеше да оди и се постигна тоа што сега она више самостално може да се движи, да работи. Беше многу активна, заврши средно текстилно училиште во Штип, во Искра. Сега Вања Ќулумова основа фамилија, се потрудивме со наша помош. Во моментот е во брачна заедница. Едино најголем проблем сега што ни останува, што децата немаат каде да живеат. На Вања моментално потребно е катче за живење. Да има свој собствен дом, да може да си формира своја фамилија и по тој повод, како еден апел и како една молба до институциите што се во државата, во градот, ако може да помогнат некако на таквите лица со посебни потреби, да им се овозможи да се направат станови, да можат тие лица да си бидат самостални, да живеат во заедница. Интеграција на лицата со попреченост во општественото живење е дел од заложбите и програмата на Сдруженијето. Мојот син е 21 година. Тој веќе заврши еден смер во средно училиште во Скопје, сега веќе вториот смер го учи таму, а беше едно хиперактивно дете, едно дете кое што не можеше да седне да застане, едно асоцијално дете кое што не сакаше друштво, не сакаше разговори, не сакаше луѓе, и едно дете кое што не сакаше воопшто да оди на училиште, му сметаше да пишува и секоја домашна задача мораше да ја исплаче најмалку по еден час. Меѓутоа, со сета поддршка и со сето настојување од наша страна како семејство, ние како родители, значи сега со гордост можам да кажам дека Јордан е успешно дете, ете кажав веќе дека заврши средно училиште, го завршува и вториот смер во истото училиште, учествуваше на рациновите средби, рецитираше оваа година, рецитираше кога се представуваше нашето здружение во Славјанскиот институт, учествувал во театарски представи и дури сега во последно време, последните 2 месеца веќе е вклучен и тренира кошарка во специјалната олимпијада во Скопје. Аутистични деца има и во нашиот град, има и во сите други градови. Значи, многу е важна поддршката во овој случај за овие деца, поддршката од општествените институции, бидејќи овие деца треба да имаат некој посебен третман и се разбира, успехот нема да изостане и во овој случај.
Според податоците на Светската здравствена организација, повеќе од 1 милијарда луѓе во светот живеат со некој вид на хендикеп. Ова одговара на околу 15% од светската популација. Стапката на инвалидност постојано се зголемува поради старењето на населението и глобалниот пораст на хронични здравствени состојби. Земјите со пониски приходи имаат повисока преваленција на инвалидност за разлика од земјите со повисоки приходи. Попреченоста е почеста кај жените, постарите лица, децата и возрастните кои се сиромашни. Овие лица и тешко можат самостојно да си обезбедат соодветна здравствена заштита и затоа е потребно секоја држава целосно да им помага на лицата со пречки во развојот. Билјана сега има 40 години и не може сама да се движи. Незиното движење е со моја и со на татко и помош. Значи, постојано сме и потребни. Но животот е таков и ние знаеме и свесни сме дека додека можеме, ќе и помагаме. Секој неизин чекор е со наша помош. Значи, она, доколку сака да оди негдека, мора да биде со нас. Што ќе се случи од кога нас ке не нема? Мислам дека треба да се направи нешто што ќе личи на помош за Билјана. Значи, државата треба да мисли дека овие лица живеат во семејство, но и семејствата треба да бидат подпомогнати од некого. А некој би требало да биде државата. Јас сум Валентина Димеска, мајка на Катарина Димеска, дете со ретка болест, што во нашето општество е многу ретко и тешко дека има евидентирано и такво здружение и евидентирани такви лица. Катарина кај мене не може да биде сместена нити во училиште установа, нити во дневни центари, ни па во некоја друга државна установа. Значи, ние семејството комплетно се грижиме за неа за 24/7. Затоа, потребно ни е од државата поддршка на сервисна служба која ќе иде дома и која би им помогнала околу физикалните терапии, психолог и дефектолог. Во Република Македонија се проценува дека 10% или околу 200.000 жители се лица со инвалидност. Здравствената и социјална заштита на лицата со посебни потреби има значајно место во секое организирано општество, не само од социјален и хуманитарен аспект, туку и од економски причини. Лицата со посебни потреби во државава и денеска се соочуваат со голем број предрасуди, маргинализација и дискриминација. Сдруженијето на лица со церебрална парализа од Велес, покрај реализирањето на проектите кои го подобруваат животот на лицата со посебни потреби, има одлична соработка со повеќе здруженија во земјава. Во тек се преговори за подпишување на меморандум за соработка со здружение, односно тоа е асоциација за лица со посебни потреби, одржување на олимпијади, чие седиште е во Брисел и веќе ние од нашето здружение имаме испратено дечиња кои што ќе се надпреваруваат во кошарка и во останати спортски надпревари и со самото тоа им даваме можност да се дружат, меѓутоа се надеваме и на успеси, затоа што од ова посебна олимпијада на Македонија со седиште во Брисел, веќе имаме учество во Лос Анџелес, каде што наши лица со посебни потреби имаат постигнато високи резултати на светско ниво. Се надеваме дека и нашите дечиња од нашето здружение во Велес, кои што ги вклучуваме во ова олимпијада, понатаму им престојат успеси за кои ние од се срце им посакуваме. Оние пак што дечиња не можат, се со физички недостатоци и проблеми, тогаш може да бидат како публика, да се дружат со нив, да контактираат и така натаму. Иако на лицата со инвалидност им припаѓаат сите права кои што се загарантирани со универзалните документи, усвоени под закрила на Обединетите нации, тие се уште се среќаваат со голем број на препреки во нивното остварување. За жал, се уште има предрасуди, маргинализација, дискриминација, говорат податоците од Институтот за јавно здравје.
Сепак Сдруженијето на лица со церебрална парализа во своето долгогодишно постоење реализираше низа проекти, меѓу кои изградба на првите пристапни патеки за лица со хендикеп, адаптација на детска соба за полуинтензивна нега на детскиот оддел при Општата болница во Велес, организирање летување на лица со инвалидност од земјава во Црна Гора, сервис за домашна поддршка и посета на лица со инвалидност во општина Велес и Чашка и бројни други проекти. Според плановите на Сдруженијето, планирано е да се изгради детски забавен парк за лицата со инвалидност, подготовка и креирање на локален акционен план за општините Чашка и Градско, формирање на мали групни домови за лица со хендикеп од биолошките семејства на територијата на општина Велес со поддршка на владата на Република Македонија, како и низа други. Како долгогодишен активист во невладината организација Сдружение на лица со церебрална парализа, стекнав искуство дека децата со попреченост и лицата со попреченост, доколку ги обсипате со многу љубов, а доколку работите во нивниот интерес, огромно ќе ве почитуваат и ќе бидат задоволни од она што го правите за нив. Овдека на локално ниво во овие изминати 20 на години од постоењето на невладината организација се трудевме да направиме многу заеднички активности и со локалната заедница, со бизнис секторот, со медиумите, се со цел за да го подобриме животот на оваа популација. Јас би сакала само накратко да апелирам и да кажам дека дојдено е времето кога во Република Македонија треба да почнат да се подпишуваат социјалните договори. Со помош на овие социјални договори би требало да се постигне на локално ниво да се формираат најразлични сервиси кои што ќе им помагаат на лицата и децата со попреченост и на нивните биолошки семејства во нивната рехабилитација и интеграција во општественото живење. Со формирањето на најразлични сервиси на локално ниво ќе го олесниме нивниот пристап до образованието, до вработувањето, ќе им помогнеме на оние кои што се останати во нивните домови преку негователите да можат секојдневно да испаднат од домовите и на некој начин да бидат дел од општественото живење. Јас само би сакала да кажам дека како невладина организација ги правиме можеби првите пионерски чекори за во град Велес, за прв пат да почнеме со стамбени заедници во кои што би живееле лицата со попреченост, но тоа би биле лица од биолошките семејства, значи не оние кои што се веќе оставени во институција како што е Демир Капија. Во соработка сме со владата на Република Македонија, со Министерството за труд и социјална политика и се надевам дека во најскоро време ќе можеме во нашиот град да направиме вакви заедници во кои што лицата со попреченост ќе бидат земени од нивните биолошки семејства и на некој начин ќе почнат самостојно да живеат. Ова се само некои од формите на сервиси кои што би требало да заживеат на локално ниво, секако со поддршка од владата на Република Македонија и на локалната заедница, од бизнис секторот и секако средства можеби од Европската унија. Се надевам дека сето ова што сме го зацртале како план за воиднина ќе стане реалност и на тој начин ќе го подобриме животот на лицата со попреченост во општина Велес. Свет на бариери. Преземање на сите соодветни мерки за елиминација на дискриминацијата врз основа на инвалидност. Живееме во ист свет. Аз сум Истос Кевица. Јас сум Банкица Трајчева. Јас сум Биljana. Ја сум Ана Марце Тарова. Јас сум Јордан Нандов, лице со аутизам.